Некои со скршеници, а други со полесни телесни повреди. Повеќе од 30 лица се повредени од паднати дрвја и предмети за време на вчерашното невреме во Скопје и побарале медицинска помош во болничките установи во главниот град. На Универзитетската клиника Свети Наум Охридски се јавиле 11 лица, од кои 9 биле третирани амбулантски, едно лице било оперирано, а еден турист бил хоспитализиран. Почетокот на самата временска неприлика се јавиле за преглед вкупно 22 пациенти. Од тие 22 пациенти, 2 се примени на болничко лекување, останатите се третирани поликлинички со полесни повреди. Од оние 2, еден пациент е веќе опериран во текот на ноќните сати со скршеница во предел на шаката и има уште еден пациент кој што е странски државјанин, туриста кој што е повреден при пад на дрво, кој што е со повреди во пределот на карлицата, но не изискуваше оперативен третман. Директорот на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување Карил Игор Мерџановски во изјава за МИА рече дека една пациентка со повреда на главата и скршеница на десната подколеница е задржана на понатамошно лекување на клиниката за неврохирургија. Министерот за здравство Сашо Клековски информираше за повредените пациенти и за штетите во здравствените установи, за кои рече дека веќе се санираат. Во клиничкиот центар Мајка Тереза, односно во Тојуц, има згрижено 11 повредени од синоќашното невреме, од кои тројца се со посериозни скршеници и се третираат соодветно на клиниката. Ги следиме штетите на здравствените установи, има паднати дрва и во клиничкиот центар Мајка Тереза без повредени, во психијатриската болница во Бардовци исто така без повредени, таму имаше и неколку часовен прекин на струјата која е обновена. Пациентите се здобиле со исеченици и нагмечувања, но сите биле во стабилна здравствена состојба. Еден од нив бил повреден од паднато дрво и гранки, другот лим кој паднал од покрив, а третиот од паднати керамиди, информираат раководствата на клиниките.